Рига, главниот град на Латвија, е за солниште за стотици руски новинари кои бегаат од репресијата на Кремљ од почетокот на војната. Дури надалечина Москва продолжува да ја подкопува работата на овие млади новинари. Сега, независниот руски медиум Медуза, кој се префрли во Рига, е вклучен на листата на непожелни на Москва, поради спротивставувањето со долгата листа на ограничувања. Нельзя получать от нас деньги, нельзя давать нам деньги. Не можете да примате пари од нас, ниту ние да примаме од вас. Не можете да споделувате информации со нас. Каков било вид договор со нас не е легален. Или пак да ја споделите нашата работа на социјалните мрежи. Ова не спречува да пристапиме до информаторите кои се плашат да разговараат со нас, бидејќи тоа може да ги одведе во затвор. Целта на оваа мерка е да се смират овие медиуми кои нудат поинаков поглед на реалноста, без пропаганда од руската држава, што ги прави читателите да се плашат и да ги исподелуваат објавите. Носењето страв е инструмент за професионалци. Кремљ сака да им стави до знаење дека изборот е меѓу екзил и затвор, нешто што им е добро познато на новинарите на Новаја газета Европа, новиот бренд на историскиот руски весник, кој сега е во екзил во Рига. Тие велат дека било невозможно да се продолжи слободно да се работи во Москва, откако Путин го потпишал така наречениот закон за лажни вести. Эти законы предполагают, что любой... Овој закон вели дека секој граѓанин, особено новинарите, може да споделуваат само информации за војната што ги дава Министерството за одбрана. Овде сум скоро една година. Не можам да се вратам во Русија или ќе завршам во затвор. Рига сега е де-факто престолнина на слободното руско новинарство. Руските новинари во екзил велат дека вистинското руско новинарство е мртво. Една година по нападот врз Украина, многу руси решија да ја кажат вистината за она што се случува. Тие се принудени да бидат далеко од своите домови и нивните семејства. Помина една година, а некои стравуваат дека тоа ќе потрае.